Добар ден, почитувани гледачи. Моето име е Катерина Стојановска-Десковска и во следните минути ќе го гледате најновото издание на емисијата Нешто плюс со Кате и овој пат уште неколку минути па ќе ви откриеме за кого станува збор. Нашата екипата на Нешто плюс се наоѓа во центарот на градот, поточно во Дебар Мало. Еве, пред еден убав ресторан сме, малку е ладно, меѓутоа ќе издржиме. Јас се шегувам, велам, во нашето село, односно во нашиот град, полека, ама сигурно доаѓа зимата. Иако сме во ресторан, јас домаќински ќе си чукнам. Еве, не кажа кого треба да го видиме денес, чија интима јас велам ќе откриеме. Меѓутоа гледачите веќе може да те видат. Здраво. Добро утро. Добро утро. А и ако добар ви е ден. стемнето, добро вечер. Така, јас ги извадив очилата за да не ми биде стемнето. Во центарот на градот ќе позборуваме малку денес со тебе, ќе се дружиме и ќе откриеме некои работи за тебе што можеби не ги знаат гледачите, затоа што ти си многу долго во јавниот живот, па можеби и се знаат, нели? Да, можеби и премногу долго. Така, јас ти дадов една задача, значи изминатава недела од како се договоривме за снимање, да мислиш што не си кажал. Добро. И ќе си исполниш задачата, ќе си ја Ќе извршиш. си ја исполнам задачата. Така. Ти живееш? Јас живеам во Скопје, во Карпуш, Така. населба Карпуш. На Партизанска сум, прекрасна Значи? улица, прекрасна населба, морам да кажам. И затоа може би реши да бидеме денес тука во... Тука во овој локал прекрасен исто убав, така малку архаично подсетува на старо Скопје, нели? Така. Мечка, Така. и прекрасен амбиент. И секако убава емисија, убав соговорник и убав амбиент. Исто ве поканувам да влеземе внатре, да седнеме, да Да се разговараме. напиеме по едно кафе, кој што пие, нели? Да, Јас не пијам да, кафе, да. ти пиеш кафе? Пијам. Значи денот го започнуваш со? Со кафе. Така ќе го започнеме и сега. Да. Јас ќе те дружам со едно капучино, може? Може. Ај. Влегуваме внатре. Се стопливме, се напивме и утринско кафенце, односно капучино, и испадна дека и двајцата пиеме капучино, не пиеме кафе. Да. Па не знам, јас повеќе сакам и мене ми е послаб капучиното. Така? А малку повеќе патувајќи ни светов се научив така благодарам. капучино, макијата, тие работи да ги пием. И сок од портокал. Испадна дека наутро и двајцата пиеме. И Многу сокот од- сличности. Точно, сокот портокал. Така? Тоа ни е утринското пиење. И со сопругата, бидејќи двајцата сме пензионери сега, званично, мислам, инаку си подработуваме, јас подработувам. Си пиеме утринско кафе, после тоа кој секој активност каква има и продолжуваме понатаму. Продолжува денот. Да. Значи, за денот ќе позборуваме малку подоцна. Меѓутоа, сега сакам да се навратам на фотографиите што ги погледнав, додека се напивме кафенце. Ти ни донесе повеќе, кажа, цела ноќ задача беше со сопругата да одбереме фотографии од многу обврски, многу шетања, многу малку фотографии. Да. Морам да кажам дека не сум водел грижа многу за тоа да приберам свој Значи, материјал. немаш голема архива. Немам, за разлика од мојата ќерка Наташа, која се има складирана, мислам направено. И запишано кој Да. од каде. И запишано и фотографии, јас многу Така. малку водев грижа за тоа. Сега ми е малку криво, морам да кажам, што бев така неорганизиран во Така, тоа. ова се Меѓутоа, твои. еве нешто најдов дека Да, фотографија. секако еве ти Ова млад. можам да кажам е една фотографија која е направена во младоста кога играв една од првите улоги, една поголема улога, младоста пред суд. Така. Како аматер и со која што представа бевме на Хвар и добив награда за машка улога. Така. И тоа ми е една Колку од години имаш на победите. фотографијата? Овде имам негдека 18 години. Не Аха. сум точно. Сега кога сме кај годините, кога е Димче Нешковски роден? Одамна. И јас така велам. Роден сум Така. 31 октомври 1945 година во Скопје. Во Скопје. Во Скопје. Од родители? Од родители Благоја и Данче. Така. Татко ми беше службеник и мајка ми беше службеник во банка. Браќа, сестри? Имам и брат и сестра. Имам прекрасни брат и сестра кои што и ден денеска се сакаме и се почитуваме многу. Така, поздрав до нив. Значи, оваа фотографија е од една серија Пат кон иднината, во која што играв едно од главните улоги. Тука сум во една келија во затвор, во Едризово. Значи, си бил и во затвор. Серијата ја режираше Да сум бил во затвор и тоа е многу добро искуство да го видиш затворот од еден аспект
за да не ти текне никогаш Јас сум била еднаш исто во затвор, ќе се надолазам на ова, меѓутоа... Јас 15, дозволи, 15 дена снимав. Јас еден ден водев еден концерт. Да. И видов дека животот надвор е многу поубав отколку во шутка водев. Само да напоменам дека режираше серијата Душконо. Покојниот Душко Нововски, да, беше многу интересно. Ова се твоите колеги? Ова се моите колеги, Мите Грозданов, Дади Ангеловски и Коле Ангеловски. Игравме во една представа Лузитанско страшило, која што режираше Владен Милчин меѓу неговите први режии во нашиот театар, кај што имаше многу динамична представа, која што пола представа игравме на коленици. Така еве кога сме кај динамично, овдека па балет играте. Тоа е, да, исто меѓу интересните, со моите колешки, можам да кажам, тука сум исто со Дади, видите кој Дади колку беше убав. Добро, јас сум од секогаш убав. Од секогаш, така. Тука се Лиле Георгиева, Ленче Делова и ова една наша Лили Баковиќ, која што не е живее надвор. Овде сме со мојот колега, стариот Стево Спасовски, во едно од моите први представи Педаче или Биберче, што се вика. Јас тогаш тука го играм негативниот лик Гртко, Стево го игра Педаче. Ова е Лиле Георгиева, моја колешка која што сега е во пензија, прекрасна колешка со која што многу соработувавме. Значајно по тоа што јас во оваа улога имам многу малку реплики, меѓутоа со првото влегување на сцена, јас првиот збор, првата реченица ми е Перо, едам пиво. И публика се насмеува и почнува представата со смеење. И многу и покрај поради таа улога јас почнува да добивам после позначајни и поголеми улоги. Твојот глас е препознатлив по Попај. По Попај, ете така. Добро, по Попај и по многу цртани. И јас сум се успивала со Попај, нели? Кога сите деца од тоа време. Тоа е лошо ако си се успивала, значи не си го гледала. Не, гледаш и така беше порано, редот. Нели, Попај е многу цртан? динамичен филм. Да, меѓутоа гледаш и завршуваш и си легнуваш, нема. Нема шетање, нема многу седење. Добро. Да, ајде нешто да ме потсетиш од Попај по гласот. Попај мор народ. Преубаво. Звучи значи исто. Исто звучи и после толку години, после 40 ти викаш. Тоа беше интересно што тогаш покојниот спикер беше и новинар на телевизија Иван Антонов. Он не најавуваше и не одјавуваше со име и презиме. Значи и тоа беше некако како изречица Таска Балобанова, Димче Мешковски, не знам, Божо Софреневски и на крај, Гоце ги најавува, и Гоце Тодоровски. Кога ја добив наградата за животно дело, морав да правам некаков ретроспектива. Израчував дека имам одиграно само во мојот театар околу 6000 представи. Така? А ќе речете како може 6000? Па ќе ви кажам дека имам десетина представи кои што се по 300 пати играли. Меѓу кои се Болвало, Викенд на Мртовци, ова свадба што гледавме. Викенд на Мртовци, Викенд на Солунски патрди, Собирен центар, значи и делот Викенд на Мртовци, меѓутоа ова е од филмот, од серијата што се прикажуваше на македонската телевизија. Овде сум со мојата колешка Кате Крстева или Мара Попара на гостување во Австралија. Кај што многу пати имаш многу пати, 9 пати. 9 пати во Австралија, 9 пати. Другите проекокеански? Да, во Канада, во Америка, во Канада 4 пати, добро, во Америка имам и ќерка, така да почесто патувам. Значи едната ќерка твоја живее? Да, во Лос Анџелес. Ова се фотографи пак од ова се со моите ученици, додека ако вака изгледаат, мислам, ова се веќе таа ми е веќе колешка. Така, пораснати големи се сега. Да, веќе студираше на академија, примија многу мои ученици, значи кои беа во средно школо, значи таква школа водев, ова веќе политички науки, значи не е во нашата професија и живее во Белград. Така, ова е веќе семејно пријателска фотографија. Ова е семејно пријателска. Тука сум со еден мој стар пријател, Миле Врчаковски, го знаете, докторот, со Софија, мојата сопруга и неговиот син Раде. Така. Ова е? Ова е значајно по тоа што да не ги заборавиме никога. Да не ги заборавиме. Значи екипата, дел од екипата на Хихирико, авторот Иван Карадак, Емин Уџел, Марија, иначе прекрасен музички илустратор, сега е во пензија, и тонецот. Овдека си веќе фамилијарна. Овде сум со мојата ќерка, една прекрасна убава фотографија. Така, твојата ќерка колку години има? Па моја 39. Да. А другата ќерка? Другата има 35. Јас се да се прашам. Да, 36 години.
Ова е? Ова е мојата сопруга. За неја не прашуваме колку години има. Па и да прашате, мислам не ги криеме. Преубаво изгледа. 63 години. Преубаво изгледа, преубава дама. Сега некои фотографии што не смееме никако да ги заборавиме. Видете, затоа што си ти Јас сум, искрено да кажам, најстариот Дедо Мраз. Така, најпрепознат. Во Македонија, во Скопје. Јас сум најубавиот. Се сложуваш со мене? Не. Највистинскиот? Не, највистинскиот, можда и најубавиот, но не сакам јас тоа да го кажам. Јас го кажам. Само една забелешка дека можам да кажам дека скоро на три генерации сум ми бил Дедо Мраз. Така. Значи, внука, ќерка и мајка. Така? Ова е исто, интересно. Ова е клоун, игравме неколку представи, училиште за клоунови и тука сум како клоун. Тоа се надевам дека не скокнавме нешто. Па и да скокнавме сега. Можеме серија да направиме да по продолжение. Така, по продолжение ќе седнеме па ќе помуабетиме малку повеќе за обичните работи. Значи твој, каков си во секојдневниот живот? Така може? Може. Подсетување, почитувани гледачи, ја гледате емисијата Нешто плюс со Кате и овој пат Димче Мешковски, на сите познат како Мешко. Така и јас ти се обраќам. Нема јутиш, нели? И јас со Кате ќе се обраќам. Така, може. Само не со Кате Крстева. Јас тоа сакам да кажам да не мислиш на Кате Крстева, ти на Кате Нешто плюс. Мислиш така? Да. Еве, седнавме овдека, веќе се е подготвена, убав доручек. Прекрасно. Преубав. Значи, местото што го одбра не сгреши. Не, знаев дека нема да сгреши. Ти кажа дека е на твој стар пријател познаник од тука? Да, обично околу 8:30-9 го пиеме првото кафе, нормално пред телевизор, и после тоа се договараме секој за своите активности, правиме план. Кој оди да пазари? Па повеќето сопругата, морам да кажам, затоа што ми забранува јас да пазарам, затоа што јас прво кога ќе отидам на пазарот, првото што ќе ми е поскапо или што ќе видам, само да купиш, да купам, и после имам дома забелешки, така да повеќе сопругата пазари. Љубител сум посебно вака, да речеме, сум на нашите домати, сирење, тоа сум многу љубител, па и маслинки, точно. Јас па обожувам маслинки, да, маслинки и добро, кромидот многу не, се научив да не јадам многу кромид. Јас па воопшто не, само заради тоа, заради нашава професија, да ви кажам искрено, кромид, инаку сакав дома. Кој е задолжен за? Јас сум за готвење табула раза. Знаете дека сето тоа го препуштам на сопругата, а кога сопругата не е спремна, односно не може, или има некаков ангажман, тогаш користиме вака разни ресторанчиња, кафанчиња, кои што не се премногу ни скапи, а сепак има добра храна. Љубител си, ми кажа, на тестенините? Тестенини многу сакам и риба. И рибата е убаво да се јаде? Сега сакам и месо нормално, но мора неделно да има 2 пати риба на... Еднаш јадам, се обидуваме, не секогаш, колку успеаме, значи се е релативно, но потребно е, мислам, колку што читаме и колку што имаме, конзерва риба. А во неделата или саботата обвезно се јаде риба. Или пастрмка, или лосос, или не знам, друга риба, било каква риба, крап, шаран, така да разни риби јадеме. Рибата ја сакаме и јас и сопругата. Така. Домашните други обврски, бришење прашина, чистење крвосмукалка, носење ѓубре, фрлање, ништо. Кој го работи се? Се слободен? Тоа е, од се сум тоа слободен, единствено понекогаш ѓубрето го фрлам јас. Каква генерација сте? Јас се шегувам, значи... Јас морам да кажам дека сето тоа го превзеде мојата сопруга. Како порано сопругите се превземале? Таква обврска, а сега не, денес не сакаат? Еве и ти имаш ќерки, затоа сигурно бараат, нели, равноправност? Да, ќерките не се како сопругата моја, морам да кажам. Така да не ми е битно, не сум тој што настојува жената да готви многу, не сум од тие таквите мажи кои што инсистира жената да биде врзана за... Значи што работиш дома? Освен што навечер гледаш филмови, тоа знаеме. Како работа? Дома што работа? Леле, како ме фати во тесно што работам дома.
Ма не знам да ви Поправаш кажам, нешто ситно, ако е за поправка, да, фаќам нешто, што знам да речеме сјалица, нешто околу струјата. Многу често знам да сгрешам па да снема струја заради моја грешка и така. Добре. Не сум многу вичен, значи така? Речи си. Меѓутоа се обидуваш. Се обидувам. Зависник од книгата можеме Сум да кажеме. зависник. Така. Најсериозно. Морам да кажам дека многу сакав да играм бридж. Цигари, алкохол, нешто такво? И јас сум исклучиво од алкохол само пиво пијам. И тоа го научив да го пијам затоа што морав нешто да пијам. Што има децата наследено од тебе? Па не знам, Наташа како јас, отпуштени сме во трошењето, да не ни се тука коректори, да не ни е тука мајката, жена, сопругата, корекцијата, малку сме тука неорганизирани. Тука сме јас и Наташа многу слични. Така? Додека Јасна, помалата е, со мајка е. Јасна што работи, Јасна? Јасна заврши на UCLA во Америка. Така? Глума, меѓутоа, за жал не ја работи професијата, затоа што е многу тешко. Знаете како е во Америка. Во Америка? Она е менаџер во еден луксузен убав ресторан, менаџер е, и тоа пак благодарение на факултетот на UCLA. Така? Доби поголема функција, значи тоа работи сега не е лошо, меѓутоа, за жал, таа професија што многу ја сакаше, не ја работи. Наташа пак работи? Наташа си работи на факултетот, она е и магистар, и доктор, доктор професор е сега и плюс работи како тренер. Работи со мали деца, со возрастни, со сите возрастни. Работи нон-стоп. Исто со деца и со возрастни, меѓутоа во друг правец, нели, со глумата, со актерството си ги учел, значи пак имаат наследено од тебе да дадат она што го имаат во нив, значи и да го дадат и на друг. Мене ми е многу драго што така, мислам, прво двете и факултети завршија без некои мои ургенции или притисок од родителите, нормално. Добро, со женските мислам дека е полесно. Ете, јас така мислам. Самите се трудеа, самите се постигна без никакви наши притисоци и факултети, мислам, мојата во Лос Анџелес на факултет се запиша, замислете, факултетот е студирањето е $25,000 годишно. И јас велам сега ова не сум го кажувал, мислам еден од моментите, дека јас тогаш реков јас керко немам толку пари да го финансирам тоа школување. Она рече има една можност да ме примат со аудиција и селекција за кое што се полага и се добива и стипендија. Значи не треба да плаќаме. Добро, викам, колку има кандидати за таква селекција? Па околу 4,000 викам. 4,000. Инаку не сакав да студира глума, да бидам искрен. Актерство не сакав. И викам, па добро, оди тогаш, затоа што викам нема да... 4,000, тоа е многу огромна бројка, нема да те примат. Не помина месец дена, ни се јавува по телефон, вика, ало, колега. Ме примија, вика. Ги поминав сите етапи на селекцијата на аудицијата. Значи, тоа што е во гените се покажало таму. И ја примија. И рекордно време заврши и се едно што вреди. Како си како дедо, Димче Мешковски? Како дедо, многу жална тема ми е. Далеко сум од внуката. Таа е во Америка, имам прекрасна внука, се вика Реона, сега има 5 години. И баш она кога не вистина и треба дедо и баба секако? Одевме, мислам, до... Еве, скоро се врати сопругата од Америка. И се наоѓате на ќерката? Да, се наоѓаме. Неколку години, сите овие години, одевме, јас одев пократко време, меѓутоа толку бев со внуката да можев да влијаем на незиното едно делче мое воспитување, што се вели она што го знам, од игри, од песни, од гатанки, од сето тоа да го пренесам. И денеска кога на Skype се гледаме, си пееме, си кажуваме, така да многу често повторувам, кога ќе дојдете, кога ќе се видиме, навистина имам прекрасна внука. А нивните планови се да останат таму, така? Да, најверојатно живеат таму во Лос Анџелес, добро живеат, мислам, средени се така да нема шанси, не верувам дека би... Не знам, се случува во животот, но јас за сега не гледам таква можност и мислам дека ќе функционираат. Што е убаво, што јас инсистирав внуката да зборува македонски. Да. Да е жива и здрава и голема да расне и уште неколку внуци. Да.
Благодарам. Ете така ти посакувам за крај на нашиот разговор. Јас ти благодарам за времето што го одвои за нас и за емисијата Нешто плюс Окате и овој пат Димче Мешковски. Секако се гледаме во друга пригода. Да. Ја мислам дека не завршив многу со разговорот, има уште многу да ти кажам. Знам дека има. Јас се пошегувам, викам леле зошто емисијата не ни трае 1 час затоа што она што го кажа во 1 час убаво ќе го скувавме. Меѓутоа во оваа кратка минутажа сигурно не, ќе имаме мака. Да, се него. Така. Благодарам. Значи, се поздравуваме почитувани гледачи тука од вас, а порака секако гледајте емисијата Нешто плюс Окате секоја недела. Поздрав каде и да сте, затоа што нашата емисија оди на сателит, па ги поздравуваме сите нашинци таму. Се гледаме, пријатно.